Виртуелно ќе се обидеме да се поврземе со Анди во неговиот дом, предпоставувам во Гостивар, но секако тука ќе биде и неговиот тренер, поточно Андријана Петковски, која што верувам дека многу е заслужна за бројните успеси кои што Анди ги реди веќе со години наназад. Прво да ги поздравиме и Андријана и Анди, веќе го гледате во моментов. Добро утро до вас. Анди, дали се слушаме? Да. Како си ни утрова и како си генерално периодов, со оглед на тоа што веќе и ти споделуваше по социјалните медиуми дека навистина голем број на новинарите контактираат, меѓутоа поводот е навистина одличен. Веќе пети пат си светски шампион, па ги упатуваме и ние најискрените честитки до тебе. Како си генерално периодов, дали стивна импресиите или се уште не? Да, се одморив и продолжив со секој дневните обврски, ама сега пак со работа ќе продолжиме со Андријана. Да, што значи тоа, што те очекува? Таа ми сподели дека веќе во петок заминуваш на следен надпревар. Да. Каде? Имено. Ке ни откриеш ли? Откри некои детали на која нова географија ќе се најде Анди? Па не сакам да кажам, ќе видите. Добро, ќе видиме и ќе дочекаме. Да. Добро, инаку дека потсетиме дека освојуваш златен медал на надпревар во танц во Килце, стануваш светски шампион, кажа Цеце, по пети пат и тоа во модерен танц. Сега во моментот еве ги гледаме фотографиите. Меѓу другото, ќе потсетиме дека со ова се испишува уште една убава спортска историја, бидејќи сепак некако танцот влегува и во една убава спортска конкуренција. Незалудно еве Андријана ќе се вклучиш годинава еве Анди дека да речеме нели и во Олимписките игри беше вклучен нели брейк денсот, така што танцот вистина добива една нова експанзија, нова можеби епоха на значењето во светот. Ќе се сложите? Апсолутно заслужувам. Нас ни е многу драго што веќе како 17 години кои што постоиме како клуб во Македонија испишуваме оваа година историски резултати. Не само во областа на модерниот, туку и на хип-хоп танцот. Генерално Македонија навистина има таленти со кои што може во светот да се пофали. И ми е драго што се случуваат такви големи спектакли оваа година во Македонија во областа на танцот, каде што навистина светот беше тука кај нас и можете да види за какви танчери навистина станува збор. Се надевам дека оваа традиција, бидејќи сепак се работи, ќе кажам за Анди, за исклучително талентирано дете, каде што самиот факт говори дека многу е лесно за прв пат да станете светски првак, но многу е тешко по пети пат да одбраните титулата. Тоа навистина говори дека е исклучителен, извореден талент. Мене ми е многу драго што нашата соработка почна пред 5 години. Анди во категоријата деца за прв пат освои светска титула и понатаму еве во јуниорската категорија ја одбранува истата. Се надеваме дека тоа ќе продолжи и во сениорската категорија. Така да она што можам да ви го кажам е дека иако своето танцово образование го започнува во Гостивар, во клуб во кој што за жал сега не постои, Анди практично своите први чекори ги учи од социјалните мрежи заедно со неговите тогашни тренери за помош. Меѓутоа, за поголемите надпревари кои што беа светските и европските, побара стручност од мене, никако таа хемија продолжи и навистина вроди со резултат. И она е денеска што е Анди е наш член на Break студиото, навистина ни е особена чест што вакво дете, особено што знаете како во перформинг артот, во модерниот и во класичниот балет дефицитарни се машките. Меѓутоа да има еден ваков талент навистина е пред те успех за Македонија. Андријана, како се одвиваат тренинзите? Анди е од Гостивар, а Break е во Скопје. Така, значи пред се тука морам да се заблагодарам на неговите родители кои што несебично секојдневно патуваат на релација Гостивар Скопје. Одвојуваат по 2 до 3 сати тренинзи. Анди има постојано контакти со мене и никогаш и онлайн ги сработуваме работите, но кога се спремавме сега конкретно за надпреварот во Килце во Полска, Анди беше месец дена постојано на релација Скопје Гостивар и обратно.
Пак повторно ќе кажам, се работи за дете кое што навистина е талентирано, многу малку му треба помош, брзо ги совладува елементите, позната му е категоријата во која што се надпреварува и навистина немаме проблем во тој дел, но секако за да одвоите време за дете кое што е во гимназија и кое што има има обврски со учењето и пред се родителите кои што имаат работни обврски, навистина е за похвалба дека секој родител еден ваков талент треба да го поддржува. Да, тоа е навистина голема, огромна посветеност, жртва и упорност, затоа што нели не е само да го имаме талентот, туку се останато е многу работа. Андријана, би сакала само да потенцираме, бидејќи низ медиумите се пишуваше дека Анди е светски шампион во модерен танц. Малку да ги разграничиме категориите, бидејќи тој е вице шампион во таа категорија, а е светски шампион во импровизација. Како ми сподели сега малку да ги тиот што се вели професионален аспект да ги поделиме работите и да ги разјасниме за македонската јавност. Така, значи Анди оваа година се заките со светски првак во импровизација во делот од таа категорија и стана вице шампион во делот на модерниот и современиот балет, каде што е во конкуренција на јуниори 2, таа е возраст од 15 години па нагоре. Така да конкуренцијата беше многу поголема онаму каде што го усвои првото место и за нас тоа беше исто многу важно, затоа што од 72 надпреварувачи да стигнеш на врвот е навистина многу голем успех. Андријана, Анди, како ги одбирате темите? До сега слушнавме неколку можеби композиции како Ријана и големи светски хитови. Дали да речеме на вакви импровизации во уметнички настап или performing arts improvisation ви се дадени слобода на изразување баш активности како што вие на ваш начин сакате да ги исполните можеби кореографските чекори, или пак сето тоа е некако со можеби конкретни нели критериуми кои што се поставени и точно се знае на која песна ќе се игри, како изгледа можеби тој естетски израз или таа инфраструктура кога се појавуваме на таа светска танцова сцена? Тоа е фристайл, да кажеме. Има танчери од цел свет и судијата и тие што работи со музиката го пуштат музика и сите играат за прво место. Значи ти практично не знаеш која музика можеби ќе следи во продолжение, ти треба само да импровизираш на музиката и да дадеш свој перформанс како што тоа го гледаме во моментот. Да, така. Дали може би Анди ова ти е умилената категорија каде што ништо не се знае претходно, се случува во моментот? И тогаш веројатно дали ти е тоа посебен мотив за да го изнесеш најдоброто од себе? Да. Знаете како во оваа категорија навистина е предизвик за Анди, бидејќи како што напоминавме музиката не ја знаеме, меѓутоа затоа тука се оценуваат оние други аспекти на танчерот, таа негова пред се техничка подготвеност. Меѓутоа морам да напоменам дека главните адути на Анди всушност е таа негова голема самодоверба на сцена, бидејќи не секој танчер, затоа што и јас сум танчер искусен кој што 25 години сум на сцената, никако премата знае да си го направи своето, но кај Анди тоа не е случај. Всушност него напротив, тоа многу го мотивира, бидејќи таа голема самодоверба и начинот на кој што сака тоа да го презентира на сцената, емоциите кои што тој ги покажува на сцената, навистина допира до публиката. Тоа е нешто што не може секој танчер да го направи, може да бидете перфектни во техника, но да не допрете до публиката. Анди ги има сите овие компоненти, можеби тоа е едно од главните адути кои што навистина за ваков надпреварувачки дух треба да го имат. Андријана, ние дефинитивно како земја, како нација потврдуваме со оглед и на првенството кое што го имавме изминатиот период тука, Македонија и Скопје беа домаќини, меѓутоа и бројни други резултати, ќе споменеме и Мила Србиновска и многу други танчери, дефинитивно ја поставија Македонија некако на пиедесталот на таа танцова сцена во светот. Но од каде би рекла дека можеби доаѓа најголемата конкуренција за македонските танчери? Знаете како ние доста го следиме, бидејќи танцот, особено хип-хоп танцот, многу брзо прогресира. Останатите перформинг артс имаат одредена систематизација која што во принципи не се менува.
Меѓутоа, навистина ги следиме тие светски трендови, сакаме да видиме што е комерцијално, конкурентно, популарно и така натака. Инспирација секако црпат пред се од социјалните мрежи, бидејќи сега навистина им е све достапно за да видат што е актуелно. Се трудиме да ги донесеме големи тимиња кај нас за да имаат обуки и семинари кои што можеме да ги дадеме на нашите танчери, кои што навистина им е плюс во нивната едукација во однос на танцот, но пред се ќе кажам бираме надпревари каде што има силна конкуренција за да можеме да се покажеме на светските првенства онака како што треба и пред се ќе кажам надпреварот во кој што сега заминуваме во петок е во Словенија. Словенија важи за една земја каде што навистина има голем број на танчери од секаков аспект и силна танцување и навистина котира одлично на светските првенства и ни еден репер таму како ќе се покажеме за тоа како понатаму ќе ги развиваме нашите кореографии, методологијата на работа, планот и програмата што ќе ни следува во следната 2025 година. Супер, патувачките приказни не престануваат, иако сме направо да ја завршиме 2024 Андријана и Анди. Инаку, Анди, кога ќе влеземе, можеби малку, кога ќе навлеземе во твојата историја околу танцот, пред години го покажа својот неверојатен талент, еве да ја споделиме и ова информација за тебе за јавноста, дека имаш практично простор да го покажеш својот талент во финалето на хрватското шоу Супер талент. Дали, иако некако веројатно можеби се завршил со тоа поглавје, не знам, ама дали можеби 2025 имаш се уште некаква визија, идеја да се приклучиш на некое ново талент шоу во светот кое што вклучува танци? Да, имам, ама не сакам да зборувам. И тоа ли ќе го криеме во тајност? За моите идни планови сакам да работам трајно, а успесите да зборуваат за мене. Добро. Ајде сега барем нешто кажи ни сега да не молчиме. Знам дека си споделил во некој твој интервју дека некој ден би сакал да бидеш дел и од можеби филмски сетови, нарече филмови, да танцуваш во филмови и така натаму. Тоа претпоставам дека останува како желба кај тебе. We will see. We will see. Многу кратко и јасно се од Анди, не само добро. Ајде, нека кажуваат и скромноста е негова страна, така. да, делата покажуваат и говорат за тебе. Нема да те задржуваме многу, Анди, ти посакуваме навистина бројни успеси, иако верувам дека за тоа секако ќе слушна македонската нација. Андријана, ти благодарам и тебе што утрова ги сподели овие информации со македонската јавност. Навистина ви посакуваме успеси и веруваме дека ќе стигне уште некој голем успех до крајот на оваа 2024. Ви благодарам многу и секако драго ни беше што бевме дел од вашата емисија. Ви благодариме. Голем Благодарам поздрав многу. до вас. Помин во Словенија.